Најинтересна информација е секако отварањето на обиколницата околу Скопје, значи од Клучка Хиподром до Клучка Сарај. Од вчера од 18 часот обиколницата Скопје е пуштена за сообраќај во двата правци, но има делови од коловозот кои се секако оштетени се уште, каде се поставени сообраќајни знаци за регулирање на брзината на движење на возилата кои веќе ќе бидат на обиколницата. Секако крајно внимателно управување со возилата и секако почитување на поставената патни сообраќајна сигнализација и на овој патен правец, како и на сите преостанати низ Републикава, каде состојбата е без, значи сообраќајот се одвива без никакви проблеми или пак ограничувања, но како што споменавме, прилагодување на брзините и секако почитување на поставената патни сообраќајна сигнализација. Нешто повнимателно управување со возилата и на оние патни правци кои минуваат низ планинските превои, осојниците, засеците и клисурите, каде во вакви временски услови кога се бележат обилни врнежи од дожд и почеста појавата од одрони, во моментов нема некои позначени задржувања, значи посетни одрони се кои што и понатаму се расчистуваат од страна на дежурните екипи на Македонија Пат. Утринава се бележи умерен интензитет на сообраќај, ова се несува како за градските средини, иста таква ситуација и на граничните премини, без некои позначени задржувања од оние кои се потребни за извршување на потребните царински формалности. Секако нешто поинтензивен сообраќај се уште во туристичката сезона се граничните премини Богородица и Табановце, каде во моментов чекањата се околу 30 на минути. Можно е во наредните неколку часови да се зголеми интензитетот на сообраќај, кога и чекањата би биле нешто полуготрени. На крајот ќе потсетиме за нашите телефонски броеви 155 55 и 196, каде сите ваши заинтересирани гледачи може да не побараат во текот на денот за вакви и слични информации.